Трипл смеш го изеде човеков за 2 минути, го маф му направи го нема. Дури Љупчо се чуди како Ова е хотспот местото во Охрид, Донер, Гиро, Хари. Како на времето Макдоналдс на рекорд во Скопје. дина и кој нема свит потето му обе да не ми прави. Му обе да не ми направил. Мора. Ајде. Ако не ми се јадеше болонјезе или лазањи, затоа што секој ден јадеме бургери, мелено месо и све тоа така се погоди неделава. Еве го хотел Ривиера by night, видите што е убаво осветлен. Мислам дека го имаме најдоброто видео за Водици 2026 во Охрид. И па хелоу дечки, да го најавиме нашиот прв травел влог. Денеска е 17 јануари и тргнуваме за Охрид, за Водици. Ке гледате нешто интересно, односно ритуалот на фрлање на крстот и ќе ви покажам кај се ќе одиме во Охрид, што ќе правиме, каде ќе бидеме сместени и така натаму. Сега сме на Лукойл бензинска пумпа, да ставиме бензин и продолжуваме. Еве ми го патникот, Вики. Вики. Кај си ти? Тука си. Нашиот најмал патник е занесен во игрите, односно во цртаните на телефон, ама тоа е кога се патува со мало дете, мора со нешто да се занимава. Игор става, како што кажав, бензин и продолжуваме нешто, може и по пати друго ќе ви снимам. Вики, што гледаш? Дај да видам. Твоите шортс на YouTube. Земавме играчки, нема да бидеме цел време на телефон, ама ајде дур да се прилагодиш. Ама ти си веќе толку прилагоден патник што немаш гајле. Вики иначе патува од негова најмала возраст, од 2 месеци беше дури до Будва. Така, Вики? Иге, го најави влогот за YouTube. Ајде. Фала. Им кажав кај ќе идеме. Добро, идам, Вики ќе му дадам. Ајде, да е интересен викенд и среќен пат. Стигнавме во Охрид, го оставивме Вики, кај баба дедо да го чуваат и идеме во Мојт бургер, така? Мојт бургер е нов бургер бар кој што се наоѓаат на туристичка во Охрид, спроти Халк банка. Ги видовме на Инстаграм, баш е нешто ново, нешто што фалеше во Охрид. Вако вид на смеш бургери. Ке ги видиме во живо, како се подготвуваат, кои состојки ги користат, какво е месото и така натаму. Така да ве носиме директно во Мојт бургер. Стигаме во Мојт бургер. Тука само ќе ви го снимам локалот, а ќе видите повеќе од целиот процес на дегустација и подготовка и како ќе си поминеме во наредниот дел. Еве сме на половина пат до главната дегустација во Мојт бургер. Само ќе ви покажам еден класик бургер да видите како изгледа. Мислам дека ја забележувате, нели? Специфичноста. Прво, ќе почнеме од лепчето. Жолта боја има. Ќе помислите дека е само пченкарно обично лепче, но уште поинтересна комбинација е со куркума ова лепче. Затоа има и жолтата боја. Мене ми е баш привлечно да го пробам, бидејќи немам пробано лепче со куркума. 100% говедска плескавица, која изгледа врвно. Ајсберг, шедар и карамелизиран кромит. Љупчо, кој што воедно е мастермајндот на Мојт бургер, да, сланина крцкава, е баш специјалист токму по
Подготвување на крцкава сланина или криспи бејкон. А да, и бургер сос. Иначе, после ако можам, ќе ви покажам да видите подобар бургер сос, па скоро и да немам видено. Толку е конзистентен бургер сосот, бидејќи се прави 90% со томи мајонез. Еве ги овие лепотици од бургери. Тука е овој класик бургер, кој што преска ви го покажав, само скоцкан и затворен, а тука е криспи чикен бургерот со криспи пилешко од свеж стек, айсберг, специјален сос кој што го ставаат само за криспи, кисели краставички и лепчето од куркума. Ова е само една најава за тоа што ќе имаме плюс од бургерите во мојот бургер. Главната звезда доаѓа набрзо. Игор, го изеде ли смеш бургерот трипл смеш? Го изеде човеков за 2 минути. Го маф, му направи, го нема. Дури Љупчо се чуди како можел толку брзо да го изеде. А за мене допрва почнува гозбата. Па имаме. Ја едве чекам да пробам, ти веќе за 2 минути. Погледнете. Маф. Еј, свит потето може си земам? Да. Ова е тоа што мора да го има секој урбан бургер локал. Свит потето е новиот тренд кој што ќе владее оваа година и кој нема свит потето, муабе да не ми прави. Муабе да не ми направил. Не зборам за класични школски сендвичари, зборам за модерни урбани бургер барови. И дали ќе може да пресечеме да пробам конечно од бургериве, ова го пробувам, ова е топ, ова е тој фрайс бокс со мекен компир, бургер сос, топен чедар и смеш плескавица. Погледнете го класикот, колку е добар. Класик е класик, не излегува од мода никад, особено со овие споени комбинации на бургер сос, на вакво лепче, на плескавица говецка, на карамелизиран кромит, на криспи бејкон. Врвно. Ама и ова е многу добро. Кој неќе многу леп да јаде, фрај бокс, односно фрайс бокс со смеширана плескавица, помфрит, чедар и бургер сос. Еве го хотел Ривиера by night, видите што е убаво осветлен. Иначе тука вечер ќе има жива музика, забава, тоа е стандардно секој викенд за Ривиера. И тука е збирно место за охриѓани. А ние сигури со Вики си шетаме. Каде, Вики? Да го види езерото. Иначе не е многу ладно. Во плюс се температурите. Добро, тама е ладна, дај ми рачу. Баш е убаво навечер и нема многу гужва. Мислев дека ќе има многу повеќе гужва за викендов за Водици, ама можно е и утре да доаѓаат, а и во понеделник секако. Ма сега за сега
не е онака непријатно од гужва, не може да се размене што е снема воопшто. Малку од плаштадот, украсен кој е. И не таму елката. Повеќето од локалите се исто така украсени. Вики, знаеш колку е ладна водата? И па не е сега сме јануари. Мене ми е ладно само што ќе ја гледам, а не овие што сите ќе се бањаат за водици, така и ге? Ми доаѓа уште поладно, ќе ми текне дека ќе се бањаат на минусни температури. Не можеш да се бањаш, многу е ладно. Уште се иначе новогодишните куќерки поставени, една или две работат. Има палачинки, нешто е како крофнички мали, мини панкейкс, има греано вино во едната и цената на греано вино на пластична, не знам каква е хартија или пластична чашка е 200 денари. Чисто само да си знаете информативно. Ама е поскапо од Скопје, што беше на плаштад. Во Скопје мислам дека беше цената 100 денари. Значи дупло поевтино би било. Но Охрид, нели? Туристичко место. Чисто ова ви го кажав дека ден 2 во Ривиера. Добро утро, дечки. Се симнавме на доручек. Еве го Вики, одма да провери што имаме. Вики, гладен си? Ајде, стави сокче. Ова му е омилено во хотел кога оди баш да става сокче и кафе. Иначе, кога сме веќе тука, само да ви го покажам изборот за појадок. Ова е шведската маса во Ривиера. За овој период од годината можеме да кажеме дека и повеќе од солидно, значи еве ова е делот со млечни производи како сирење, кашкавали, со меснати работи, тука се избор на салати, тука се топли јадења, палента, пржени лепчиња, кобасици, сланина. Таму мислам дека е некоја како летна манџа со јајце и со домат, пиперки. Ова ми се свиѓа, што подготвуваат палачинки, јајце на око омлет по ваш избор, ај после ќе ви снимам. Тука се десерти, мафини, колач со кокос, проја, јајце. Тука има овошни јогурти, свежо овошје. И евеа салата каде што се доручкува, но има еден уште поубав дел, тоа е таму, што е директно излегува према езеро, ресторанот. Тоа е тоа. Таму може после ќе пиеме и кафе, а тука мислам дека е предвидено за појадок. А да, тука се и оние кифлички, лепчиња, путер и житарици. Као што ви кажав, иначе преска, ми се допаѓа во Ривиера што ви подготвуваат баш вака топол и вкусен омлет. Си бирате со какви намирници сакате, кашкавал, домат, печурки, пиперче, сланина, кромит, сиренце. И за брзо време имате многу добар појадок. Еве тоа како е. Фала ви. Јас и Игор земавме по 2 омлети. Многу е љубезна госпоѓата што ни ги подготвува. А после ќе направиме и палачинки и стандардни крепес и американски. Кој по што си е?
Вики, убава е палачинката. Ето, од изборот на јадење пак на крај благо. Вики, ломти се рацете. Ова ми се свиѓа. После поедок доаѓаме во чиста соба средена. И баш ми се опаѓа што многу внимаваат на хигиената во Ривиера. Не само од собите, туку и од ресторанот, име на вистина све скоцкано, средено, уредно, чисто, и базенот. Спа центар е исклучително важно да биде среден, да има чиста вода во базенот, филтрирана и така натаму. Вчера дека беше темно кога дојдовме, само да ви покажам денес времето какво е. Има некое полусонце, би рекла. Ама е убаво. Не е магловито, не е врне. Така да мислам дека ќе ни се погоди после за шетање. А ова Викито ништо не едеше на доручек, сега ќе мораш да јадеш. Слушаш? Не. Да. Не. Нема да можеш. Има пени, мама. Много пени има. Много пени има. Што има малку? Пена. Много пени има. Пена малку. Нема много нема. Нема много. Пази, Вики, пази. Не смееме се приближуваме. Ќе таму ќе те симне, тата. Ајде, стој. Сакате да идеме може на ке ова? Игор, исто има плажа натаму, може и нешто прави. Па на ке она Канео. Не можеш да дрнкаш колицата, кај ќе носиш? Зашто? Можеш да дрнкаш нагоре. Не е тоа близко, тоа далеко е. Нагоре, па надоле, па далеко не е тоа. Ајде ја затребам. Десет за 7 иначе. И конечно, после сабале појадохот, дојде време да ручаме вечераме со Игор. Вики е кај
баба Јеји и дедо Јојо на гости, а ние можеме да искористиме да јадеме на ра. Си седнавме каде него во Ривиера. Да, иначе се мислевме каде да одиме, но некако проверено ни е во Ривиера, не дека тука сместени, туку стварно се што имаме пробано, никогаш не е разочарало и си рековме каде ако не на свое и на сигурно. Иако вечер ќе биде хаос. Вечер ќе биде тука хаос. Значи, сега оваа сала што ја гледате и таа таму споена, ќе биде со преку 300 гости, ќе пее маестро бенд, ден пред Водици, односно вечер пред Водици, тоа е некоја традиција во Охрид, се собираат, сегде по кафаниве се слави, се празнува, таков е некој адет, мислам. Ама добро, тука со маестро го тераат веќе година. Со маестро го тераат, знам, да. И на маестро има така баш прилично пополнет капацитет. Ја видов секоја маса е резервирана, дури ние ги прашавме, добро, ај негде да се сипнеме вечер за Вики малце да види каква е атмосферата, пошто Вики обожава на музика да оди. Само така го носиме во кафана и може мирен да седи. Интересно му е. Иначе ја нарачав Алфредо паста тука, пред да почне вечер хаосот и забавата, нарачав Алфредо паста со печурки и пилешко и шпагети. Моравме една витаминска салата, малце да се вратиме во живот, а Игор ти што зема? За јадење. Свинска вешалица. Свинска вешалица, да, со компир и гарнир фурнаринки. Па да, порција мислам дека така им иде. Играме со многу играчи. Очекувам во вториот дел последните 15 минути тоа да се концентрира. Има ракомет Португалија, Македонија. Пред се Филип Кузмановски. Затоа можда нема да се слуша во. Комите се надевам, иако Џорџиев игра солидно, така да оптимист сум голем во конечниот резултат. Да, тај сувкаста е малку. Сработиле, но апсолутно ова е. Јас сум прегладна. Не кажам одлично. Сувкаста е бајаги. Чекај Затоа појача. Добро, право помогнеме, тука некаде треба да завршиме со анализата, ќе потсетиме Кузмановски. Значи, мртва гладна сум. Со македонската репрезентација, капитенот го одработи своето време и за другите да стапат на... Ајде, Ева, што јадеш? Ми стигнал предо пастата со пилешко, со крем сос и со печурки. Иначе оригиналната идеја во менито, односно предлог во менито е со брокула, но јас не кеф брокула и им кажав да ми стават печурки. Така ми е некако поубаво. Иначе може ги комбинирате со шпагети, со макарони, со таљатели. Мене ми се исто најбави со шпагети. А кај мене машко јадење. Свинска бела вешалица, чиста. Иначе супер им се тестениниве. Нарачав медни фурнаринки, еве како ги спремаат. Со доматен сос. Да. Супер е пастава. Некако не ми се јадеше болонјезе или лазањи, затоа што секој ден јадеме бургери, мелено месо и све тоа така се погоди неделава. И ми фалеше нешто вака по-лајт варијанта, по-лесна варијанта со пилешко или нешто. Се мислев дали пица, дали паста, ама некако пастата победи во изборот. Коментар за паста? Многу добра, многу добра. Мислам, стварно, во Охрид тешко се наоѓа добра паста. Да не ме сватат погрешно, ама многу потешко него на некои други места, како например зборам туристички, нели, Солун или Белград или било што, ама во Охрид стварно тешко се наоѓа добра италијанска храна. Ама ова е топ. Не, ако можеш. Да, супер. Топ, да, одлично, баш тоа коментираме. Значи, во Охрид, во Ривиера имате, многу ми се свија што има избор од скара, традиционални јадења, салати, до она Italian kitchen, паста и пици. Добро, евче ова не се некои специјалитети големи, нема многу да ги коментираме. Па не, добро да кажеме што јадеме. Да, добро, чисто како избор што имаат. Во Ривиера имаат и во менито видов и риба, имаат и од Сабајле знам добра чорба тука, доаѓаат доста луѓе. Да, за чорбата доаѓаат доста луѓе. Чорбата, да, така да.
Да. на тој принцип. И вечер, ако можеме, сакам да ми ја снимиме атмосферата, барем малце. Важи. И после напорниот ден, време е малку за спа. Јас морам да ви го покажам, да го видите и новиот спа центар во хотел Ривиера. Се отвори пред месец и пол. Ова е базенот кој што има топла вода. Многу е пријатно за релаксација, особено сега кога е многу ладно надвор, иначе многу паднаа температурите, вечерва е стварно екстремно ладно. Мислам дека се во минус. Или мене многу ми залади, али тука е многу топло, затоа е спа центар. Чекавме се отидат луѓево до 10 саат работи, а сега е веќе 10:10. Тука е джакузито. Сега може вака ви изгледа чудно, но е многу убаво кога ќе почне да прави bubbles. И така, сега на раат ќе може да се релаксираме, а таму доле имаме и финска сауна и парна бања. Иначе, вака шетајки, баравме нешто за благо да земе и тука на главнава улица, нели, што е во Охрид, кај што се сите пекари и фастфудови, има ново отворен локал, се вика... Чекайте сега да видам точно како се вика, да не ви го сгрешам името. Аха. Пофертис. Знам дека имаше специфично име и да не го сгрешам, викам да си прочитам. Ова е однеодамно отворено во Охрид и се специализирани за мини панкейкс. Еве да видите како изгледаат. Имате различни кремови како Орео, Нутела, крем од фстаци, Буено крем, Рафаело. Може да си земете додатоци како джем од вишна, малина, бисквити, плазма, кокос, бадеми, ореви, мед, свежо овошје. Така да супер е што и во Охрид сега има ваква понуда. И еве има и Дубај кап, јогурт, гранола, чија, пудинг, мусли мил, но претпоставувам дека ова е за појадок. Еве ги некои комбинации кои што они ги предлагаат и цените од прилика да ги видите. Игор, ти што зема? Ја стандард Kinder Nutella. Ајде ќе ви ги покажеме после и како изгледаат. Јас земав Рафаело со додаток од джем од малина. Зашто знам дека и на Вики ќе му се свиѓа таа комбинација. Еве едната комбинација, Рафаело со малина. А другата Игор е со Киндер. Супер. Ајде да ги пробаме. Мора. Ајде. Екстра или? Ми делуваат пувкасти, баш со крем полни. Иначе, ова е хотспот местото во Охрид, Донер, Гиро, Хари. Како на времето Макдоналдс на рекорд во Скопје. Тука е збирно место, тука се јаде, тука се собираат. Не сум пробала, но викаат дека донерот им бил фантастичен.
Да, но ова било нешто најдобро. Така викаат, не сум пробала, не можам да ви тврдам лично, но морам да ви ја снимам гужвата. Ова не е ништо, мислам, обично секогаш има гужва, така да прва прилика ќе пробаме. Еве сме Водици. Дојде денот. Ајде, добро утро, Иге. Добро утро. За многу години, богојавление. Вистина се јави. Да. Што се спремаш да не си потрема? Не, зашто и лани летавме со дрон, сега пак ќе пробаме. Да видиме што ќе излезе. Веќе тука има доста и полиција, амбулантни возила, се прават последни подготовки. Онаа церемонија почнува од 10 и ќе трае до 11. Така е предвидено. Ајде идеме од таму малце да видиме какво е. А можеш ли, па далеко ти е да го носиш таму дронот? Ајде да ви покажам колку што можам да ви доловам. Иначе ние во... Да излезам тука на поубава виделина. Така. Иначе ние дојдовме специјално за Водици во Охрид. Тоа беше главниот мотив. И погледнете оваа лепота. Вчера времето не беше вака. Како да знаело дека за Водици треба да биде денеска сончево и да е преубаво времето, за да се гледа се подобро. Значи, како да е некој пролетен ден, буквално. Водава е преубава. Не знам, мислам дека е посебен филинг да си за Водици во Охрид. Мислам дека од тука ќе се фрла крстот.
заврши церемонија фрлање на крст. Имате едно феноменално видео, морам да се пофалам кај нас на Инстаграм и на TikTok, Tasty Food and Nature, Инстаграм, TikTok, и ви оставам тука да видите и како да не најдете за тие што не следат таму. Значи видеото е врв, не можам да се созам. Мислам дека го имаме најдоброто видео за Водици 2026 во Охрид. Нескромно кажано. А тука после фрлање да се загреат сите со една топла ракичка. Мада јас сакам топло винце, ама може и топла ракија. Ајде за адет, може топла ракија. Фала ви. Ајде видиме со Игор кај ќе седнеме на кафе, на негде заслуживме да се опуштиме, да прославиме за ова феноменално видео. Иге, свака ти част. И да се одјавиме. Главната забава е во Хотел Нова Ривиера. Традиционално, секој Водици, тука се случува забавата. Не знам дали се слушам. Нема место кај да се мртне.